Колежке Георгиевска, и аз после мојот говор очекував да застанете, да ги погледнете вашите колеги од СДСМ, да погледнете кон камерите и да кажете: стани, таче, да те види цела сала како се откажуваш од твоите советници на сметка на не се покачува струјата кон граѓаните. Тоа е пратеник. Колку пари дава премиерот за советници, за толку се покачува електричната енергија. Ке си станеш и ке си кажеш: стани, таче, пред цела сала, откажи се од сите советници, бидејќи во собрание веќе ни е срам да те браниме. Заев го браневме ден и ноќе, видовме кај заврши, срам ни е и тебе да те браниме. Пак ќе ти повторам: 596 милиони ки премиерот за советници, 24 милиони разни трансфери и 10 милиони привремени вработувања. Соберете ја цифрата, ете нема да има покачување на целата електрична енергија. Мили ви се граѓаните на телевизија, ама помили ви се партиските другари и чауши во реалноста. Второ, околу криминалите. Да се разберам и со вас и со секој еден пратеник. Јас не знам дека некој лежи во затвор за Скопје 2014. Уште помалку знам дека некој лежи во затвор за РЕК Битола. Тоа ми кажува дека или сте се договорили, ве купиле да молчите, или луѓе работеле како што треба. Никој не лежи затвор за тоа. Јас сум да има одговорност од прв до последен, независно кој од која политичка партија. Вие сте 6-та година на власт. Имавме еден талент кој што беше председател на реформите во судството, сега е во Струмица, за Лу изборам. Тој ја почна цел процес. До ден денеска или им ги собрал парите на тие што краделе, или вие не краделе. Договорете се у партија, па соопштете ни. Сега додиме поред. Театар. Јас сум правел театар. Има два вида на театри. Тој што е во владата е пародија или се вика театар комедија, а ние што сме помеѓу граѓаните гледаме театар трагедија. Трагедија и не треба да се подигрувате со тоа. Театар е работата, ама трагедија за граѓаните, пародија и комедија за власта. Затоа што луѓето бегаат, барат авионски карти и не се враќаат. Затоа што им ветувавте подобар живот, пекол им донесовте. На секој поглед и во секое поле. И затоа немојте театри да спомнувате од оваа говорница. Понатаму, ова не било нов данок. Не знам каков данок е, ама знам дека секој еден од нас на 1 февруари ќе добие за 5% повисока цена на електрична енергија. А до сега веќе 42% ја качивте енергијата. И многу ми е интересно она кога викате ова е антикризна мерка. Значи, почитувани граѓани, тоа што ви се покачува цената на струјата, според СДСМ е антикризна мерка. Замислете кризни мерки какви би воведувале, не сакам ни да помислам. Зборувавте за економскиот тим. Вие во владата немате економски тим. Вие можеби сакате да имате економски тим. Не постои успешна влада која што во 5 години менува 4 министри за финансии. Значи немате успешен тим. Не постои влада која што за 5 години менува 3 вице-премиери за координација на економски ресори. Тоа не е успешен тим, бидејќи успешен тим не се менува, а вие го менувате почесто од чорапите дома што си ги менувате. И затоа без тие флоскули за успешен економски тим. Зборувавте за прехранбена индустрија. Дали знаете, и некни ви кажав на дебата, 5 квартали поред опаѓа производството од прехранбената индустрија. Преработувачките капацитети и фабрики во Струмица тонат, а вас за тоа не ви е гајле и од кај не ви е гајле ставате солна рана овдека дека луѓево блескаат, ве гледаат и се смеат. Сега да видиме вака. Велите вака. Порано и сега сум ви кажал, не е 2017, 6 години сте на власт. Клучно прашање ми е следно. 2019 година, значи кога сте дошле 2017 до 2019 сте можеле да расчистите со криминал, да ги најдете парите кај се, да го пуштите бројчаникот, све тоа сте можеле да завршите за 3 години. Потоа 4200 гигавати произведувате
во 2019, 3600 во 2020 и 3100 во 2021. Тоа кажува дека не е до претходно. После 6 години нема претходно. Тоа покажува дека треба да има одговорност. И стално ви зборувам каде се парите во рек Битола. Завршуваат во Струмица. И вие тоа го знаете. Имаше репортажи на телевизија, национална концесија, никој не демантираше, никој никого не тужеше, таму завршуваат парите. Од тие камиони што вртат 26 часа. До толку се аздисани, што камионот наместо да работи 10 или 12 часа, повеќе да се украде, 26 часа пишуваат, овој подпишува дека е вистина, но денонокија направивте вие од забеганост. Вие сте паралелен универзум, не вие лично, и нито еден колега овдека не, ама ние што ги поддржувате или денска, тие се друг универзум. И не можете да ги браните. Сега, како вие завршивте? Порано се правеле фасади. Дали требало или не требало да има фасади, имаше избори и во општина Центар, и во Македонија, граѓаните си кажаа што мислат. И јас никогаш не ги правам граѓаните дека не знаат како гласат, напротив, тоа го почитувам. Ама прашањето ми е следно. Да се погледнеме сите меѓу очи и да си кажеме следново. Се правеле фасади, се правеле згради и граѓаните имале за 50% поевтина електрична енергија неголи сега. Сега не се прават фасади, не се прават сега згради, ништо не се прави и граѓаните плаќаат 50% поскапа енергија. И затоа се враќаме на почетокот. Каде се парите?